Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Сите вие кои не слушате во живо на 98,1 FM, но и сите вие кои не следите во живо на нашиот Facebook page. Нормално, поздрав и до сите кои не следите на YouTube. Не заборавајте да стиснете subscribe, односно претплати се на нашиот канал. Ни фалат уште нешто малку над 400 нови претплатеници за да имаме 10.000. 5.5.2025 година, попознат како Таравари Дей, The T-Day. Ово утро заедно со мене Столе Наумов. Столе, денеска средба на премиерот Христијан Мицкоски и Арбен Таравари. Односно, по што може да се забележи во медиумите, сега го читам 24 вести, премиерот Христијан Мицкоски вчера најави дека најверојатно денеска ќе има средба со Таравари за неговото натамошно функционирање во владата и евентуалното функционирање, односно евентуалната соработка со ДУИ на локалните избори. Вчера на свеченоста на одбележувањето на 122 години од смртта на Гоце Делчев, Мицкоски рече треба таква средба ќе има следната недела. Мислам дека е утре, треба да го погледнам распоредот, но мислам дека е утре на средбата. Јасно сакам да слушнам став дали е точно дека има договор помеѓу партијата на Таравари и ДУИ дека во најмалку 5 или 6 општини, да не ги шпекулираме минињата, каде тој што ќе извади кандидати, ДУИ нема да има своји кандидати за градоначалници. Ти шо мислиш, Кизири, он пред колку време, пред 1-2 недели кај мене во интервју каже дека не е роден во влада. Ако не се договорат, ќе излезат од влада, тие 5 пратеници веќе се во процедура на формирање на пратеничка група. Шо мислиш ти за Таравари, или чекаш да видиш каков однос ќе заземе ВМРО кон него? Порано Таравари беше гавол за ВМРО ДПМН, правеа пресконференција пред една куќа тамо во... Кај беше куќата? Во Хапиште, нешто. Со 700 евра квадрат, што е? Само оние пасиев може да купат за 700 евра квадрат. Имот во Скопје ги бараме нивните консултанти за недвижнини, може да ни помогнат и нас некако ефтино да се скрасиме. Имаш позитивно или негативно мислење за Таравари, или ќе чекаш значи, развој на ситуација? Јас имав минатата недела подкаст за Таравари, го нарековме, го споредивме со Пишма невеста. Знам за това. Да, во однос на Таравари, моето мислење е јасно. Сметам дека станува збор за врвен професионалец како доктор. Ој е невролог, што е? Невролог, еден од најдобрите во државата. Во исто време сметам дека Таравари имаше добар мандат во изминатите месеци, односно во изминатата скоро година, максимум колку што може да биде еден мандат добар во овој краток период. Сметам дека Министерството за здравство беше на вистина на висината на задачата во однос на Кочанската трагедија. Јас не сметам целосно така, затоа што ако ги слушаш мајките кои што протестираат, родителите и роднините на настраданите во дискотеката Пулс, излегуваат некои нови информации, колку и да се труди и власта и сите околу неа да покажат дека извонредно реагирале. Има некои моменти што се загрижувачки, во која смисла, например, велат дека можеле да бидат спасени најмалку уште 10 млади животи, ако, например, имало кислород во Кочанската болница. Столе, не сакам Второ, да во Штип на клупа една мајка каже дека нејзиното дете починало затоа што не било на време примено третирано. Сакам да кажам дека секој ќе за трудот на докторите, меѓутоа системот здравствен, недостатоците, непостојањето на услови, на материјали, беше исто така трагичен, како и целата несреќа, односно трагедија во Кочани. Сакам друго нешто да кажам. Не можеме искажани на родителите, извини, затоа што тоа се ставови на луѓе кои го изгубиле најмилото. Тие информации досега не сум ги слушнал, освен од нив. Тие се навистина, нормално е дека секој ќе ви биде
виновен кога сте го изгубиле најмилото. Не сакам да навлегувам во полемика со нив, но факт е дека првиот хеликоптер во Скопје слета во 7 часот и 15 минути, што е навистина брза реакција. Факт е дека уште истиот ден беа транспортирани надвор од државата во центри каде што има услови за вакви. Тука една информација ти кажам, постоеле дилеми, не сакам да верувам дека такво нешто е можно, дека некој во таа трагедија размислува за политичките импликации. Имало кратка една дилема во тој кабинет што се состанал за да кризен менеджмент да се спроведе што побрзо и да може да се реагира што побрзо, поквалитетни да се спаса што повеќе животи. Имало дилема, знаеш кој први се јавиле за помош, за активирање на таа регионална, да, и тоа Бојко Борисов 2 пати се јавил на Клековски. Мислам дека првите беа пратени и во Бугарија. И дилемите биле како тоа политички може да имплицира, и тука треба да му се одаде внимание на Клековски, директорот на фондот за здравство, но и на председателката Гордана Сијановска. И на министерот за надворешните Давкова, кои што инсистирале веднаш да се активира тој механизам и да се пристапи кон... Да се вратиме на Таравари, во однос на здравствениот дел имам позитивно... Сакав друго да кажам, не можеме со било каква јавни пораки, да го наречем тој пропаганда, да се скрие фактот дека царот е гол во здравството. Не можеме да го покриеме со никакви анкети кои што покажуваат дека владата извонредно реагирала за време на брзо, ефикасно и така натаму. Што е сменето во здравство? Апропо муабето што кажа за Таравари. Да. Не е ништо сменето, освен што Таравари проба да намести што стратешки е променето, дали е сменет пристапот на извини Столе, еден тендер во однос на паркинзите, пошто владата мораше да интервенира и да го сузбие тој тендер. Значи да се ако владата не интервенираше, дали Таравари како експерт секоја чест ќе го спроведеше. Немаше да го поништи. И таа ѓокај, како се од ѓоку. Од една страна, секоја чест за Арбен Таравари како експерт, од друга страна, како политичар, морам да кажам дека, благо ќе се изразам, господинот Таравари покажува многу често огромна политичка нелогичност. Ако се сеќаваш, тој на ваков сличен начин, пошто после отприлика една година ја напушти владата на Зоран Заев, и мене еве уште не ни памтам, дилема ми е зошто тогаш ја напушти владата, Столе? Беше министр за здравство. Не може да му го одземеш ореолот да човек кој што е прифатлив за поголем дел од јавноста, особено и за македонската, и на председателските избори како кандидат освои доста гласови. Тој беше моторот, локомотивата што го буткаше напред влен на овие избори. И на овие избори, непосредно пред изборите се случи тоа преминување или тој трансфер од едниот табор во другиот табор. Тој беше многу близок со Дуи, цело време се размислуваше дека заедно ќе одат они. Па дури не само со Дуи, туку и коалиција со СДСМ, ако се сеќаваш. И тука клучна улога одигра кој? Одигра Курти, ако се сеќаваш. Да, кој ги собираше во Приштина. И за воја на вистината, порано кога тоа Еди Рама го правеше во Тирана, ВМРО ДПМН цело време во јавноста бомбардираше со тиранска платформа, па на 27 април тоа беа главните клучните зборови. За приштинска платформа никој не зборуваше. Може би сега Курти и да сака не може да се вклучи затоа што има други проблеми, има други преокупации. Он има проблем таму, собранието уште не е конституирано во Косово, иако победи на изборите, Курти неговото самоопределување не може да формира влада, нема мнозинство и мислам дека сите се здружени против него и на крајот можеби така ќе заврши. Да, има проблем Курти на друга страна, но и не може да се посвети тука на Влен. Дефинитивно е Влен дека Влен ќе премине во партија, иако Таравари беше првиот што зборуваше дека Влен треба да помине. Неверојатно гледајќи се себе си како лидер на таа политичка партија, интересно во секој случај албанскиот политички блок во Македонија од секогаш ми бил своевидна
енигма. Затоа што, знаеш, кај нас береме јасно. Го имаш СДСМ, кој има одредено политичко рацио како треба да постапува. Го имаш ВМРО ДПМН, кој има исто така рацио политичко како да постапува. Еве имаш сега и трета и четврта сила, условно кажано, тука се левица и знам, кои исто така влечат и покрај тоа што знаат, нели, реторички да зборуваат најразлични работи, секогаш влечат рационални политички чекори. Например, идејата на Максим Димитриевски беше да биде во оваа влада за оние административно згрижени од СДСМ да побараат прибежиште кај него. Дали успеа, не знам. Идејата на Димитар Апасиев е дека треба да биде во опозиција за дополнително да се зајакне, нели, одземајки, наметнувајки се како единствена, односно како најавтентична опозиција. И тука имаш рацио. Во албанскиот политички блок го имаш Дуи, кој секогаш постапува најчесто, односно знае да биде прагматичен и да постапи, како да кажам, политички рационално. И имаш другите политички партии кои наеднаш од нигде може да излезе нешто. Го имаш Билал Касами, кој од прв пријател на Зоран Заев, учесник во шарена револуција и така натаму наеднаш ке сврти. Го имаш Таравари кој после една година власт ке свати дека подобро му е да биде градоначалник на Гостивар од министер за здравство. Нема, така беше според тоа што кажа Митурито, нема се кандидира, него тоа младо момче што го заменува сега вели дека има висок рейтинг и дека тој ќе се кандидира, што фактички го заменува сега во овој период дека е министер во Гостивар. И Таравари е на друга работа која што несомнено не може никој да му ја одземе. Знае маркетиншки, барем така покаже на претходните избори, како да се факторизира и како да го освои просторот и вниманието на јавноста. Еве, сега месец-два, цело време, не само албанските медиуми, тука и македонските медиуми се бават со тоа дали ќе излезе од влен, па сега дали ќе излезе од владата или нема. Значи, јавноста знае да е освојува. Можеби и ова му е таква тактика како пред парламентарните и председателските избори. Незрела така. Само што мислам дека е многу рано ова што го почна, ако се во септември, крајот или октомври локалните избори, како ќе ја држи таа тензија или верува дека преку лето ќе биде празен простор и сега овој простор временски треба да го освои. На отпочнувањето со работа на проширувањето, односно на новата делница на автопатот Тетово Гостивар, мислам дека беше завчера во саботата, каде што говореа Мицкоски, Николовски. Да, ке чини 90 милиони, 17,5 километри, колку има дојде тоа, ако пресметаш по 5,5 или колку, близу 6 милиони евро по километр. километр. Што е интересно за тој настан, Столе, дека таму беа и Таравари и Изет Меджити. Ама Таравари не се поздравил со Мицкоски, да, и колегите новинари ми кажуваат дека Касами и со Меджити. Не се поздравил Таравари со Касами и со Меджити, се поздравил со Мицкоски, отрчал нормално тука околу американската амбасадорка во земјава која беше таму. Интересно во секој случај, ќе видиме, утре веќе би требало да коментираме овде во Радио Лидер околу тоа каков потек ќе повлече денес Таравари, како ќе заврши средбата со Мицкоски. Во секој случај, во оваа пролет, ова е тотално незамисливо сценарио и за мене тотално нелогично однесување на Таравари, кое да се коцкаш толку многу за некакви локални избори, за кои знаеш дека без поддршката на ВМРО ДПМН, да речеме, тој никогаш не би станал градоначалник на Гостивар. Тоа е факт. Затоа што... Како што Меджити без и неговиот партиски колега во Чаир, сега што е градоначалник, немаше да победи ако СДСМ не беше од врата на врата за да ги привлече македонските гласови да не гласат за Дуи. Не, да гласат, тогаш мислам дека Дуи беа сите. Да. И овој сега што е градоначалник на Чаир. Така да ќе биде како што и Меджити, ако не си знаел, му е спаси владата на Заев или на Ковачевски, тогаш кога се најавуваше ново парламентарно мнозинство. Меджити важеше поради градоначалникувањето како близок со
Он беше таа врската. Да. Со А Таравари тогаш беше со Мицкоски. Да. Заедно со Гаши или не беше? Политика и па се можно. Кастриот го киднапира. Рече Кастриот, тој смени партија, тој го киднапира. Тој беше во вилата, колку што знам, на Премиерска, на Водно. Таму беше во тој период кога го крија за да не му се случи нешто. Или ќе биде интересно за Таравари, за неговиот министерски мандат. Да, ќе речеш имаш позитивно мислење плюс неговото досегашно владење со Министерството за здравство, меѓутоа од аспект на некои стратешки чекори, помаци, реформски во здравството, ништо посебно. Мислам дека нема ништо крупно. Например, дали се завршени или се силно предвижени изградбите на болниците во Штип и во Кичево, се зборува цело време. Што се случи со проектот кој што мора да го има? Клинички центар нов. Без разлика кај ќе биде. Сепак, Таравари имаше геополитички изблици. Ако се сеќаваш, тој отиде во Соединените Американски држави за инаугурацијата на Доналд Трамп и оттаму се врати со две фотографии. Првата пред бувљак на кој се продаваат сувенири за Доналд Трамп и втората фотографија беше во влез кај Едвард Джозеф. Веројатно кризна група меѓународна. Една епизода може ли со кажале Едвард Джозеф? Каде живее Едвард Джозеф и влегол таму. Ме бара колегата Горан Теменугов во емисија сум пиши. За пари да не те бара, каде се парите, како се не му дужам пари на Теменугов. Не, емисијата, каде се парите. Или каде се го во 20 кес да не те бара за некој изјав. Може би не знам. Во секој случај позавршено. За слобода на медиумите. На оваа емисија можеме да поразговараме. Джозеф, само една епизода ти кажам, сум седал со него. Беше меѓународна кризна група, многу влијателен, многу битен човек и секогаш важеше за поблизок до страната која што не е ВМРО ДПМН. Сега Таравари се сликаше со Едвард Джозеф пред врата, дома кај него, веројатно му кажале кај живее Едвард Джозеф и го чекал. Друго, затоа што ходник на стамбена зграда се слика. Се гледаше дека Едвард Джозеф е облечен као да иде по млеко човекот. И му летал Таравари, хајде да се сликаме и ше ракувал, мислам, ја го видов по, изгледаше као просечен њујоршанец кој годи по млеко. Ајде, Джозеф, само оваа епизода ти кажам, седиме еднаш во... Остај го се Едвард Джозеф. Не, како размислуваат, колку се практични американците и таа кризна група. Таму беше Трифун Костовски, член еден период. Знаеш, некаде после 2001-2002 тука пост-конфликтен период и имаше инцидент. Полиција насилнички се однесуваше за врз роми, жители на Куманово. И Джозеф тогаш му забележувавме дека секогаш без поговорно ги поддржува албанците, албанскиот етникум во Македонија. И седиме така на маса со некои колеги и разговараме и го прашуваме. Он беше многу влијателен и се уште, мислам дека е влијателен. И го прашуваме како си, што мислиш, каква е ситуација, што ќе се случи, и ни кажуваш, и ме прашува од кој медиум си ти, ја викам Калан СМС. И етничка припадност нешто падна, и викам јас сум од влашкиот етнитет и вака само замолчи, вика јас сум евреин, вика. Ние да не сме слични, знаеш. И го прашувам вака директно. Зошто викам сега толку? Зато кажеш ние постиснати сме. Толку па не знам. Добре, да. Евреите дават, ама дават на одредени места кај што треба. Има сега нов председател, извини, на егејското здружение во Македонија. Вчера пиевме кафе. Егејското? Да, на здружението на наследниците на децата бегалци веќе. И ја му предложив да почне малце пиар да водат, нели, егејци од Македонија, дека да речеме поскапувањето во маркети е антиегејска мерка. и да речеме дека тоа е практично нов екзодус. Секој ден по еден егеец плаче во маркетот затоа што гледајќи ги новите цени на рафтовите и така натаму. Да, може и вие тука некако да се уклучите што има против, што имаат картелите, нели, трговски против властите и против егејците во Македонија. Не зависи дали егејците се
купувачи, муштери или се продавачи, односно собственици на маркетите. Ако се собственици на маркетите, тогаш имаме друга логика. Не зборуваме за мнозинството на егејци, се купувачи се. Вака сега, ако држи влав маркет, имаше интересен виц, пред смрт стариот на смртна постела лежи и викнал некој пријател да го обучува и да го надгледува синот кој што треба да му го наследи бизнисот во дуќанот. 2-3 дена, една недела и последниот ден, кога чувствува дека веќе при крај мојот живот, го прашува како, вика, малио, изучили го, вика. Да, бе, супер е, вика, супер е, вика, рачуна, смета, све е добро. И вика, како? Абе, има еден проблем. Кој е проблемот, се нервира стариот? Абе, малиот многу плаче, вика. Зашто, бе, вика, плаче? Кога плаче? Која враќа кусур, плаче, вика. Да, ова се тие глупави шеги кои немаат никаква врска со реалноста, ниту властите, ниту егејците се скржави. Ке го прогласи тоа за политички некоректно, ама не може затоа што јас си го кажувам во своје име. Да, ова е хумор на моја сметка, така да не смее никој, ни комисија за заштита од дискриминација, ни некој да не, никој влашко здружение или партија да не тужи. За Џозеф да го завршим, го прашувам зошто секогаш реагирате само за албанците, не реагирате за значи непосредно после војната криза, војниот конфликт или војна, како сакате. Денеска не може да се договориме како да ја наречеме, а не да зборуваме за историја од Александар Македонски и што се случувало пред 100-200 години за Гоце Делчев. И уверен, зашто не реагирате еве за ромите во Куманово? Малтретирани се, физички тепани се од полицајците. И вака само не изгледа и сакате дека да бидам брутално искрен. Како функционира светската политика, како функционира воопшто политиката. Интерес, колку си употреблив, колку имаш употребна вредност. Вели, имаат ли оружие, вика, ромите, вика. Можат ли да прават проблеми? Не. Не ни се, буквално сакаш да каже, не ни се интересни, не ни се во фокусот на внимание. Столе, тук има одреден. Само секунда и морам да се спротивствам на еден наш редовен гледач, на Перо Ангелов, вели, егејците се македонци за разлика од влашите. Види се, јас знам една работа, тоа е дека дефинитивно од словените на овие територии влашите се подолго во Македонија. Да се разбереме. Има дилема дали се наследници на потомци на Александар Македонски или се пред се римјани, ама како и да е стари се. Во однос на влашкото значи ќе му одбиеме на такви глупости, тоа е веќе говор на стереотипи, предразсуди, говор на омраза. Ксенофобии не дозволувале население на други луѓе, ние веројатно денес немаше да го зборуваме овој јазикот ги не изгледаше малку поразлично. За жал властите или за среќа нивна, не знам, властите биле по-либерали па ни дозволиле да, тоест им дозволиле, јас сум антички, им дозволиле да се населат, нели, на луѓе кои зборуваат малку поразлично и ние сега за тоа зборуваме словенски јазик, така ли? И не успеале нас да нас асимилираат, како што ги асимилирале нели бугарите, така ли? Не, мислам дека кај властите има а они биле татари или словените после? Не, кај властите има огромна асимилација денес. И доколку секој од нас малку копне, ќе најде дека има негде бочно некоја власт. Ако ќе знам и Златев нешто, по која линија си? Па сега имам пар баби со сумљиви имиња за македонки. Како да ти кажам, од прилика. Па нели генетика си правил таму? Па да, имам и најслични со мене генетски се романците. Послични се од бугарите, од србите. Ко за чудо. Вака ќе му одговориме. Глупо е уопшто да разговараме на таква тема. Мојот идентитет е 90 идентитетот доминантно не е само потекло, туку социјалната димензија. Од социјален аспект, мојот идентитет е 99% е македонски. И не сум ја помалку македонец во секоја смисла. И по тоа што го правам. Друго сакам да кажам, ќе му одговорам со една случка и паралела со Гоце Делчев. За Гоце Делчев велат цело време он учил бугарско школо, затоа е бугарин. Мојот став е следниот. Дали имал избор, дали имал македонско школо? Не вели зошто српско не избрал. Српското не знам дали постоело, подоцна било формирано. Зошто го избрал бугарското? Затоа што очигледно, евидентно и тоа никој не може да го одрекне дека најблизки ни се јазиците со бугарскиот јазик. И вака им одговарам на бугарите кои што како
аргумент го користи тоа дека учел во бугарска школа, бугарска војна гимназија. Велам јас уште од мал учам само на македонски јазик. Не сум имал можност во таа поранешна сафарија да учам на влашки јазик. Немало образование на влашки јазик. Има факултативно, ама тоа е многу трагична приказка. Се надевам дека нема да изумре влашкиот јазик и дека оваа држава треба да си преземе обврска малку повеќе да ги организира и подобро тие факултативни настави и младите деца уште од мали да можат да се запознаат и да го учат влашкиот јазик. И велам јас, никогаш не сум учил влашки јазик. Секогаш сум учил на македонски јазик. Дали тоа значи дека вие ми го земате правото на потекло да бидам влав? Значи, дали тоа значи дека јас не сум влав? Така, ова е одговори на бугарите и на господинот кој што тврди дека ние не сме македонци, ние сме власи или македонци со влашко потекло. Ај ова интересно да го слушаме. А Романија? Романија што ме споменавме, во првиот круг победи таму. Тој прорускиот. Кога сме кај Европа, од сите Словени у Европа, власите први отидоа со Русија. Не знам. Па не се романците власи. Па добро, сега слична етничка заедница. Јазикот романска група на... Да, слична етничка. Романска група на јазици. Мислам дека втора најголема заедница во Романија се практично балканските власти таму. Таму ги викаат македонци. Македонци ги викаат и еве уште една. Фудбалерот Хаджи е македонец. Да, уште еднаш да ги побиеме овие тука што тврдат дека васите не се македонци. У Романија, кога викаат македонец, мислат за влав од Балкан. Што се случи во Романија во првиот круг? Десничарскиот популист Симон доби околу 40% од гласовите во првиот круг од претседателските избори во Романија. Во вториот круг од изборите тој ќе се соочи со независниот политичар Дан. Еднаш веќе суспендира. Георгиевску го суспендира. Джейди Венс ги критикуваше затоа што е суспендиран, така што овој Симеон се смета за прилично проруски ориентиран политичар. Поентата која е? Дека пресијата не го отргнува. Да, туку уште повеќе доаѓа. Уште го засилува тој. ВМРО исто го доживеа со општина центар, ако се сеќаваш, која расипуваа лифтови. На секој прегласуваа 5 пати, на секој следно прегласување поразот беше уште поголем. Народот го фаќа инат. Тука сега имаме интересна паралела и со Германија, нели? Не знам дали знаеш, и Марко Рубио и таа одлука ја критикуваше АФД. Да? Партијата на, како се викаше господјата, и го заборев името, во Германија е прогласена за екстремистичка партија. Значи не е тоа забрана, друг начин е. Меѓутоа, тука имам и разбирање, твој став побара сега во овој момент, да ми кажеш што мислиш ти за тоа, дали е тоа ограничување на демократијата и на слободата на политичко изразување. Меѓутоа, читав една анализа во која што Германија е интересна држава после Втората светска војна, е скроена со многу пресии за да не се повампери, да не се разбуди пак тој реваншистички кон целиот свет од Првата светска војна и од Втората светска војна. Значи, они историски се исплашени и зошто имам разбирање? Затоа што некој напишал да има храброст да го прочитаат добро, да го проценат добро. Хитлер, можеби Хитлер. Главен таа паралела, значи не значи забрана виновник, не само во Германија. Таму веќе со забрана и функционира. Таму нацизмот е забранет, фашизмот забранет. На локалните избори во Велика Британија, кои беа исто така минатата недела, викендот победи Најджел Фараш од Реформ партијата, значи не победија ни конзервативците, ни лабористите. А тој е главниот во Брекзит. Да, исто така. Една своевидна помека форма на радикален десничар. Што е суштината? Кратка анализа во минута и пол. Знаеш ли, Столе, кој е главен виновник за растот на радикалната десница во Европа? Независно дали зборуваме во Германија... Економски се прецепи. Не е така. Дали зборуваме Германија, Франција или Велика Британија, или било каде, и Романија, и Полска, и Италија, и сегде. Главниот проблем е што десните политички партии во сите овие земји, она што со години беше перцепирано како десница, сите отидоа премногу налево. Зошто отидоа премногу налево? Оние кои се очекуваше дека ќе имаат подесни политики, сите спроведува либерални политики. Либерални политики во однос на
социјална држава, либерални политики во однос на миграција, либерални политики во Родови прашања, либерални политики во однос на ЛГБТ, либерални политики во однос на се друго. Тоа отвори еден сериозен простор кај десницата кој беше неискористен. Односно, луѓе со такви ставови постојат, но сега истите тие луѓе, наместо да гласаат за конзерватив UK, наместо да гласаат за, како се викаше, на Меркел, на Мерц, односно партијата, наместо да гласаат за Форца Италија, наместо да гласаат за француските конзервативци, сега гласаат за нешто друго. Во Македонија, јас тоа постојано го зборувам, ќе ни се случи истото доколку Мицкошки и ВМРО ДПМН отидат повеќе налево. Ќе се отвори простор затоа што тоа е суштината со ВМРО во Македонија и општо со десницата во Европа. Тие се заложници на нивното гласачко тело. Нивното гласачко тело е тоа, има јасни ставови што сака, има јасни погледи кон светот и кога вие ги менувате тие погледи кон светот и вашето гласачко тело ги менува тие погледи. Односно, ве менува вас за нешто друго. И тоа се случи во сите овие земји, според мене. Првата причина е таа, втората причина е тоа што втора е економската причина. Но првенствено е дека ти имаш во цела Европа учмаено десничарско размислување кое е потиснато со години и сега наеднаш има кој да го акумулира. Одредени филозофи велат дека е многу подлабока навлегува анализата во причините. Има еден момент кој што се вика и е психолошки, социјален. Луѓето мора да се случи некоја ресетирање. Елитите се елити, не гледаат шанси за развој, за напредок, како се да е ограничено и не се чувствуваат користни. Таквите луѓе, таквата атмосфера е многу лесно податлива на влијание и на како се вика тоа, на навлегување на екстремни идеи, екстремни организации. Меѓу другото, тоа е причината што многу од луѓето, од младите луѓе кои што влегуваат, например, во терористички организации, во исламски фундаментализам, тоа е причината зошто влегуваат. Тие организации, тој исламски фундаментализам, тие терористи, им низ идеологија, значи се губи идеологијата, се губи некоја смисла на постоење на животот. Тие им нудат корисност, им нудат платформа која што ги прави важни, дека тоа што ќе го направат преку терористички чин, преку некоја акција, преку одраз кон одредена група, кон општеството, кон државата, кон заедницата, ќе ги направи вредни, ќе го направи нивниот живот вреден. Тоа е меѓу другото една од причините Утринско еспресо на Радио Лидер, 9 часот и 27 минути. Почитувани слушатели, време е за кратка пауза. Покај ќе се вратиме во вториот дел. Може ли само да, откриеме, не може. Мора да пуштиме реклами, да. Па слобода на медиуми 3 мај беше, ти викаш не може. Кога прашањето, кога доаѓаат реклами на дневен ред, слободата на медиуми веќе не важи. Почитувани слушатели, се враќаме за кратко да дознаеме кој го уби Гоце Делчев. Дали Тито беше навистина Тито или тоа беше глумец од Аустро-Унгарија? Дали Вучик е добра копија на Јосип Броз Тито? И третото прашање, дали Вучич е навистина болен? Се слушнавме со колегата Горан Теменугов, според мене најдобриот економски новинар во земја после мене. Сега мора малку Теменугов мора да му тепаме за да дојде у некоја наредна емисија, така да го одоброволиме. Вели дека нема што да се чудам во однос на Таравари, затоа што вели кајнаска и политичарите, локалните избори се најважни затоа што тие се моторот за идните резултати. И за алаш вериште. Односно, цитираме, за алаш вериште. Затоа Таравари ќе остане, вели, дел од власта доколку Мицкошки му понуди повеќе од тоа што му понудил Дуј. А он вели дека со Дуј се договорени веќе. И дека Таравари тоа каже во интервјуто, он сака да се факторизира, да зафати што подобра пол позиција после локалните избори со тој резултат, очекувајќи можеби дека ВМРО ќе го направи истото што го направи во времето Груевски со ДПА, после 2 години ги откачи ДПА и влезе во дил со Дуј. Тогаш пак ќе биде он фактор кој што ќе видиме како ќе завршат работите, може да
да е огромен гамбит кој нема да му се исплати и тоа е тоа. Алаш Вериш го спомена. Знаеш што значи Алаш Вериш? Во Малешевијата велат алъш верлъш. И што значи тоа? Појма немам. Тоа се користи кај нас. Нати го, дај ми го нешто тој фазон. Нестрикно се користи како нешто лошо, инаку тоа буквално значи трговија, размена. На една тој Рамстор која доаѓа и дојде еден директор на Рамстор го донесува тука од Казахстан. И со новинари средба изборува цело време, секој втор збор му беше Алаш Вериш и после тоа ни преведува и викаме шо спори овој сега ќе прави Алаш Вериш и ја не знаев Алаш Вериш значило трговија. Ова да го кажеме само околу Експо, дај да го искоментираме. Голема делегација наша на Експо се различни во Осака и сега имаш настои вакви. Мицкоски и Јутков ја промашиле темата во Осака. Експо е саем за визии, за едината, а не за туризам и историја. Патувањето на светскиот саем во Јапонија е одамна планирано, а трошоците се скратени, тврди Мицкоски. Ајде пред да го коментираш, да дадеме еден бекграунд за тоа што е Експо, што е тој светски саем. Прв пат се одржува 1851 година под наслов Голема изложба на индустријски постигнувања на сите нации. Тоа е значи првиот Експо. Па сигурно не е момиу народна носија, не ни се нас некоја ова е најверојатно индустријско остварување. Трет најголем настан во светски рамки во смисла на економското и културолошко влијание, веднаш после ФИФА, светскиот куп, светското првенство во фудбал и после Олимписките игри. Така го имаше два ставови, едниот е дека над 50 луѓе од Македонија, односно над 50 представници од нашата влада отишле таму. Премиерот рече не се 50, туку биле десетина, па има сега по социјалните мрежи дали биле со сопругите, со ово или со оној. Види. Сега истрбите Експо, многу пари се вложуваат таму. Да, ќе види во Србија. Она што мене ми е интересно е дека па ние немаме некаква индустријска понуда што би понудиле на Експо. Ние овде што би изложиле таму? Да, ние немаме некој индустријски продукт. Патлиџани, пиперки. Па кој не се може би некој дрон за садање, за берење на патлиџани. Последен немаме такво нешто. Последно на фабриката ја затворија за оружје што ја имаше. Та во Самоков. Да. Та мислам дека македонски албанец ја купи сега. Мислам дека добро работи. Предходно имаше нели? Имаше и во Прилеп. Имаат измислено овде многу добар мењач за некои од тенковите, ама не е изложен тој на тој мењач бил врвни ден денеска се користи, се правел мислам во МЗТ. Да. Ние друга техника освен мењачот и ова баш немаме нешто иновирано во свет, па сега да го изложиме таму. Кој е кјарот, кој е користа од тоа патувањето? Ај малку е сарказам да се пошегуваме. Во секој случај што може да научат нашите во Јапонија? Јапонија е земја на врвна култура, на чест, на достоинство и на дисциплина и работна етика пред се. Ако тоа успеат да го научат, ние сме завршили. Да го донесат тука, меѓутоа може да научат и што е тоа морална одговорност, што е чест, што е срам. Нели таму се не го покажува ке нас тоа политичарите. Не го покажува претходно и сега трагедијата во Кочани немаме морална одговорност. Директорот на железници може да научат што е харикири, така. Директорот на железници во Јапонија харикири правил 2 минути ако закаснал возот. Кај нас ако прават харикири за тоа ќе треба дневно по 3 воза имаме, днев сите каснат дневно по тројца директори да менјаме на македонски железници. Кошниш не беше гостин сега, него не, добро, малку да се пошегуваме, но може камикази да научи што е. Види, во секој случај сега Коштолич има огромен успех за 300%, пред тоа немаше ни еден воз, сега има 3. Тоа е 300% зголемување на патниот сообраќај во државата, на железничкиот сообраќај. Столе, види, јас и порано су коментирал кога се шетале онака без никаков ќар, но сега малку го имам сменето мислењето. За шетање воопшто. Види, нас не ни треба проста политичка елита, нас ни треба политичка елита која го има видено светот. Добро е,
сосем во ред да отидат да прошетаат, малце да видат различно нешто. Ја, например, пошто генерално во Македонија, добро, сега за овие баш и не важи, зборувам за министриве, за премиерот, станува збор за пример Тимчо Мацунски е крајно прошетан човек цел живот. Мислам дека и во странство. Он е роден прошетан во Канада. Роден прошетан, да. Но во тие пониски ешалони сигурно има многу непрошетани. И сега убаво е кога ќе се прошетаат вака, малце да видат различно. Коце Трајановски кога шеташе, ќе отиде у Париз, у Рим, ќе ни донесе шпански стали. Донесе канделабри, донесе. Жива среќа не отиде у Венеција. Значи, но, знаеш, убаво е кога ќе видиш различно, е може од Јапан, ќе им дое некаква идеја. Брз воз, значи, да. Или Кина е таму. Пошто нас во Скопје единствена друга комуникација со Јапан не е Сушико, што е турска франшиза на јапонска храна. Дори имаме ние традиција, Кензо Танге, има некоја поврзаност. И плюс, Јапонија е еден од најголемите донатори из Летовица, знаеш дека е правена со пари, со кредити, донации од Јапонија, тој системот за наводнување, за пресе за пиење, за обезбедување на вода за пиење и во секој случај убаво е наводнување. Меѓутоа, тука влегуваш во замка за ВМРО ДПМН. Еве, јас согласувам, треба да шетаат надвор. Не мора ништо да прават, само тоа што ќе го видат, ќе им го смени малку мајндсетот. Не исто беше и претходно. Како да ви кажам, не е исто да студираш, еве, иако сум Штип, во Штип, помала е социјалната група која што може да влие на тебе, која што може да те просветли некои нови идеи. А друго е во Скопје и Лондон. Лондон да не зборим. Али во секој случај, со самото зачекорување на хитро или гетфик тамо, стануваш веќе Подруго е. Уште кога ќе видиш дека на друга страна возат, одма е подруго. Не, го поздравуваме шетањето во Јапонија, се надеваме дека ќе донесе нешто позитивно. Меѓутоа има да друга работа. Кај ајде веќе за шетање ако зборуваме. Тоа е друга тема за некоја друга емисија, ама кратко да ми одговориш. Кои се битни фаци, фраери од меѓународниот политички? Со кои се сретнаа они во Јапонија? Има сретба некој или само со тој на стопански комори, како се вика, се сретна со некоја личност влијателна, политички менаџер, не мора од политиката, премиерот или министерот за Субару, кој е друг јапонски или Субару не е јапонски. Toyota и Субару е јапонски. Да, мислам дека и Nissan. Со кои големи фраери досега во оваа речиси година дена се има сретнато нашите министри? Кои големи фраери од меѓународната политичка сцена дошле во Македонија? Дојде Орбан, најголем фраер. Тука има една интересна тема, кој е голем фраер. Што се случува со Орбан и со Будимпешт? Ајде провери дали е вистина дека линијата летот Скопје Будимпешта Скопје е укината или ќе биде укината. Тоа е многу индикативно. Што е тоа? Чекај, зошто би се случило тоа? Се отвара за Барселона, за Лион. Провери дали таа линија функционира. Оти ако не функционира, тоаш да не ни се налудил нешто Орбан или нивна компанија. Да не се враќа Груевски сега. Или пак го укинуваат летот за да не... знам не може да му текне да се врати. Треба да го апсат, тука ќе имат проблем. Значи, чекај да видиме. Скопје, Будимпешта, еве баш на визер идам Скопје. Постои, може би е дезинформација или планира да ја укинат. Скопје, destination Будапешт. Да бе, чекај да видиме. Нема? Не, чекај видиме. Биле полни авионите, колку што знам. Што имам другар кој што неговата керка е во Унгарија, таму работи. Ама не, знаеш, со тие ефтиниве оператори, тоа се некакви, треба да добијат двојни, има некои за фраканци, каде што немаше. Добро, ајде во некоја друга емисија повеќе зборуваме. Да, утре ние гостин Александар Николовски ќе го прашаме, нели зошто. Ако е точно тоа? Па не, еве, у моментов гледам дека го нема во... Го нема. Во возниот ред. Го нема во возниот ред на Визер. Еве сега има, чекај, 5 без ретърн да одиме. Нема. Па да налетат сега Сербија Airlines.
Или некој друг да не го Па сега Визер е унгарска компанија, па би било многу. Ајде, мислење, кажи ми за, јас само ќе прочитам. Не, мислам дека можно и да е одмазда, затоа што наша влада сега со други како се вика, освен со Визер прави соработка, па сега они да се наљутили да рече. Ама зошто би го укинувале? Еве сега унгарците влегува со кредитот. Ашко сам секоја чест. Ама добро, ама Визер е приватна компанија, не. Како се вика 4 мобилен оператор? 4, да. Ќе видиме до кај ќе дое таа работа, но веќе сериозно тие имаат најавено. Утре ќе дознаете многу повеќе ова одлична најава. Зошто е укинат летот кон Будимпешта? Што се случува со унгарските инвестиции утре во радио лидера Александар Николски? Како пропадна Вучичевата посета на Америка без важни средби и скапоцени гала вечери? Прорежимските или режимските медиуми го најавуваа бомбастично дека тој прв ќе биде што ќе се сретне со Трамп уште пред Си Џинпинг и пред Путин, и тоа на неговото имање, неговиот имот во Марго, Флорида, така ли беше тоа? Во Маралаго. Маралаго, како се вика? Маралаго, така нешто. Маралаго. Прочите, види таму, те англиски ти знаеш, ја француски учев, не? Да, бе, да, Маралаго. Еве, тоа е едниот наслов. Вториот наслов е дали се Вучик намерно разболео. Најверојатно точно. Зошто, мислам сега, нека ни прости Господ, ако е болен, нека оздрави што побрзо. Ама зошто не му веруваме толку, не само ние. Како? Зошто не му веруваме? Вучик сам себе се... Еве, не е укинато кон Будимпешта, туку од 4 лета неделно е намалено на 2 лета неделно. Значи може би рентабилност. Да, еве го, имаме информација. Еве го нашле, Скопје Будимпешта постои. Бивши дипломата на Сојузна Република Југославија во Америка, шефицата на Трамповиот кабинет му забранила на Вучик влез во комплексот на Флорида. Види, ја мислам дека Вучич сериозен проблем има у моментов, затоа што таму требаше републиканска средба. Мислам дека ова разболување, освен тоа што немаше важна средба во САД, му е добро и за да не отиде на рускава парада. Пошто е поканет и таму. И мислам дека он вика вака се. Прво имам проблем, тука никој битен не ме прима. Второ имам проблем, ако отидам во Русија, цела Европа ќе ми се наљути, а ако не отидам Русија ќе ми се наљути, а јас сакам нешто да балансирам, најубаво да си се разболам. Ја вака, ми се има случувано ова, да ти кажам искрено, уште за у школа која бев, па особено која имав, Бог да ја прости, прекрасна матична, знаеше така, лесна беше на пишување оправданија, и мислам дека, па сега види, ако имаш ти тест историја и математика у еден ден, а ти не си се спремал ни за едното, ни за другото, генерално најдобро е да се разболиш. И се некако ми оди дека... Не ги користеше баба ти, дедо ти се разболеле, па не Божи умреле, има и такви. Па имавме еден што ја умре баба му едно 7-8 пати, а жената, колку што сум информиран, се уште жива. Но суштината е дека, знаеш, на Вучич му дојде дека најубаво ја да се разболам, нема потреба да идам у Русија, никој нема да ми се забележи тука што се видел со портирот Џон Едино, и тоа е тоа. Да, има наслов еден удари на Вучик и на Фицо, словачкиот премиер, намерно се разболеле за да не отидат во Москва. Може би се исплашили од изјавата на Зеленски. Тој кажа вчера дека не гарантира безбедност на светските лидери кои што ќе присуствуваат на парадата за 9 мај, денот на победата над фашизмот во Москва. Може би од тоа се исплашили. Види, сега он треба да мирува една недела најмалку. Сега сме 5 мај, еве го 9 мај, ќе помине и ќе има оправдување, нема да може да му се налути Путин. Путин ќе рече болен бев брату, па и една снимка така као тужен иде, знаеш. Си го бива човекот, знае да направи скаламуција. Мислам дека ја прочита. Види, ама знаеш што има проблем со него сега? Што ќе прави овие денови сега, како он е навикнат секој ден да го има најмалку по 10 пати на телевизија. Ако е веќе во болници или ако е во мирување, треба да мирува. Не може да излегува на телевизија. Ја мислам дека он ќе има со кислородна нешто или со кислородна поддршка можно е да има вклучување во живо на Пинк. Тоа е па да.
со она за кислород, зборува ја како се борам. Ама има умирам за Србија. Знае. Има истражување тука дека веќе не е он толку доминантен, са без разлика дали по негативна или по позитивна конотација, медиумскиот простор веќе во Србија го освоија студентите. Они доминираат. Леле, што е ова бе? Еве тука има, ние за Гоце ја пуштивме без луѓе, ние зафркававме кога ви откривме, кога ви рековме дека ќе откриеме кој губил Гоце, а тука сериозна полемика, човече. Кој губил Гоце? Да, бугарите биле и така, па тоа Палчо го тврди. Добре, за Гоце нека не се прават да ги прашаме. Он отишол колку пати отишле на да му одадат чест, значи не на 4 мај, на вчерашниот датум, која не ни се паѓа годишнина, преку годината, на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Па сие вие тоа му Штип, он предавал Штип, тој Штип, што сте се обседнале со гробови дека Гоце Делчев не се вика универзитетот, како? И што има сега на гробот да му идеме на Гоце Делчев? Зошто оде на гробот на Јосип Брз Титов дедење? Па што ненормални се ради тоа. Ненормални си тие што одат на гробот на Гоце Делчев. Некрофилски туризам, отишол на гробот на Грамши, отишол на гробот на Енвер Ходжа, па киделе сега кој кидел на гробот на Гоце, ало за гроб зборите. А кај треба да се оди? Местото каде што е погребан, таму се одава чест. Шо има да се оди било или во Баница треба да одат. Баница знаеш каде. Шо има бе? Идете у Кукушки што се родил, не смртта да ја славите. Славите го животот на Гоце Делчев. Така, Јупче, во Кукуш можеш и да отидеш и да го славиш Гоце Делчев. Можеш да отидеш, кој ќе те спречи? Шо? Имаш сега на граница, добар. Беше, па сие беше, значи у Кукуш беше он или беше со дрво се сликаше таму. Само во Тирана беше каде. Мислам дека со некоја ливатка се сликаш. Ја не знам што. Оне очигледно друга е поентата, после тие туризам. Пред 3-4 години таа голема гужва која навјаса тука и бугарите и македонците сите како никогаш да не може да отидат во текот на годината на гробот на Гоце Делчев, кога се вклучија партии, кога го ВМРО да помне пред се, кога ги дигнаат тензиите. 4 години имаме спокојно одбележување, па дури порано не им текнуваше, сега чат пат ке им текне премиерите, министрите, лидерите на партиите да отидат да положат венец, цвеќе на гробот на Гоце Делчев. Знаеш колку грда знае да биде политиката, колку лесно може тензии да прави. Може ли сега да ти кажам нешто? Вчера кој имаше на гробот на Гоце Делчев? Имаше гужва, се може чекаше. Може ли сега нешто, Љупчо Златев, да ти на кажа? На граница чекаа бугарите вчера. Да видиш какви патриоти сме ние. Као држава и као институција. Колку институциите ни се патриотски. Случајно да не беше кавката со Бугарија, немаше да знаат каде е гробот на Гоце Делчев. Знаеш ли кој е првото интервју? Еве нешто корисно. Значи првото интервју во кое некој заговара, бара да се направи македонска држава. Добро. Знаеш ли кој е? Сам дека уште од времето на Пулевски се тие веќе. Не, за независна македонска држава. Тоа е за националност македонци и така натаму. Но за држава на македонците кој прв бара во светскиот печат. Во светскиот печат, тај. Да. Борис Сарафов во неговото интервју за The Times. Значи, знаеш кој е Борис Сарафов? Најголем меѓу најголемите за мене лично, али нема. Бон Виван бил, знаеш, значи, Бон Виван. Значи, трошил пари по како имаше забелешки по лесни жени, по тие што ги собирале за револуцијата. И кажувам. Да бе, ние па у последни 30 години све поштени политичари, сега 3 пати комар играл Борис Сарафов, сега ние него ќе озборим. На таа реплика, значи, на таа реплика. Ние немаме образ да го критикуваме, што коцкал и што одел по жени. Дали знаеш таа реплика се држи за сиските на Нера? На кој се однесува таа? Бранко Црвенковски ни е едини и Хари Костов и Емил Димитриев. Ни се едини бивши премиери што не ни се разведени, све друго е по 2-3 пути и вие сега на Борис Сарафов ќе му забележувате пред 100 години. Сега жити се. Значи немаме ние образ да збориме за човекот. Борис Сарафов во неговото интервју за The Times, дадено на 12 април 1901 година, вели, само да го најдам, Борис Сарафов, The Times, вели вака. Сега ова е приказната што ќе ви кажам е многу интересна, затоа ја почнувам овде. Огромна грешка
е предпоставката дека ние сакаме да ја освоиме Македонија за сметка на Бугарија. Ние македонците се сметаме себе си за целосно одделен национален елемент. И не сме посветени на тоа да дозволиме нашата земја да биде освоена од Бугарија, Србија или Грција. Ова го кажува во 1901 година Борис Сарафов во интервју за The Times. И сега јас преку некакви комбинации успевам да стигнам до оригиналното издание на The Times. Во антикварница некоја уште? Да, во Лондон. Браво. 3 копии најдов. И прашувам пријател мој кој работи во архив, дали го имате вие ова во архивот на Македонија? Знаеш што ми рекоа? Го немаме. Кај нас го нема. Го нема. Го има ли у Институт за национална историја? Го нема. Го има ли у музејот на ВМРО? Го нема. Ало, јас сум роден 92-ра, 101 година по давањето на тоа интервју. Од тогаш поминали уште 33 години. Па што работат нашите институти за историја, професори истражуваат ли? Во последните 135 години големи македонци, големи патриоти, големи името него даваме, големи Цела дае, големи Вардар Еги Пирин, на сите Тодор Петровци, Страшо Ангеловци, институти за национални истории, чуда врагови. 135 години на никој не му текна да ја земе таа историска граѓа која се продава за 20 фунти и да ја донесе у Македонија. Така те сакам, така се разговара, критички малку. 135 години. И вие ќе ми зборите мене за Гоце Делчев, па ќе ми искочи некој од национална историја, плати цел живот што зимаат за ова да го прават. На никој да не му текне у главата. После 135, и тоа мене сасвим случајно, видов таму еден банер реклама и сега ќе ги средам, ќе ги донесам наредниот месец у Македонија. Овде. Во Скопје ќе им давам еден у архив, стајте си го таму. Донатор. Донатор ќе бидам, не е проблем. Така е. И ова ме кошта, знаеш колку е срамота е да кажам колку малку ме чини ова. Првото интервју во светскиот печат во кој некој заговара независна држава Македонија на македонците како посебен национален елемент, никој у последните 135 години не му текнало дека треба да го донесе тоа у Македонија. Да го имаме ние како историска граѓа, како врвен доказ пред сите историски комисии, вакви комисии, онакви комисии со Бугарија. На никој не му текнало. Требаше еден кретен идиот како мене да се најде, за да ги донесе тие што вие мене неките ме мразите. Ова ситуација не си идиот. Иако може би имало ситуација која си излегол и се покажал како таков. Гоце Делчев, 4 мај. Леле што кажа, ама имаме од Серафов неколку такви изјави од повесници, тоа уште многу други. Ова е првата, единствена. Првата е дадена. Потоа тоа се преписи направени, тој во руското Санкт Петербуршко е препис, преведено уствари ова за The Times што го дава. Првата е оваа за The Times, 12 април 1901 година. И никој мислиш сите што те слушаат се овци сте. Овци сте. Институт за национална историја, државен архив, патриоти, вакви, онакви, друштва, чуда, врагови, конгреси, монгреси, сите да отидете да се лечите. Не сте направиле една систематизација на тоа што е важно за државноста на оваа држава. Овој документ за мене е поважен од било што. И сега кога ќе ви кажам дека Крушевскиот манифест е дел на проза и дека никогаш не е издаден, туку е дел на проза, од драма е дел. И вие ќе ме направите мене предавник. Сега што да ви правам кога јас само објективно гледам на работите? Столе, збори нешто, си изнервирав. Толку. Денеска 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Свечена академија по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, која што
под покровителство на Сијановска Давкова ќе се одржи во Македонската академија на науките и уметностите. Ке зборува и представителот на Мануш Живко Попов, министерката за образование Јаневска Весна, министрот за култура, значи Зоран Јутков се вратил од Јапонија, така. И представителката на Советот на македонски јазик Симона Груевска Маđarска. Хорот Злата Мегленска исто ќе настапи. Ајде Вучик како да сака да биде Тито, многу го глуми. Што знаеш за Јосип Брос Тито? Се знам за Јосип Брос Тито. Си гледал ли битката на Неретва, Врхови Зеленгаре? Ја усител работев тоа на Сител. Или си Джастин Бибер генерација? Не, за Тито имам многу информации. Што мислиш, кој е твојот став? Позитивен, негативен? За Тито? Јас сум живеал во времето на Тито малку, да. Па не, позитивен, негативен став. Во однос на македонското прашање, Тито е стварно коректен во сето тоа и не може да му најдеме ние забелешка. Че да не беше Тито, немаше да има македонска држава. Па сега, не дека ќе се создадело сигурно некако природно, но затоа што е природно да постои македонска нација и природно ќе се создадела. Варварска пановина што беше, од тој дел настана македонската држава. Тоа не е дека благодарение на Тито, но Тито бил сојузник во нашата идеја да создадеме собствена држава и помогнал во сето тоа. Но тоа не значи дека да не бил Тито немал да се создаде македонска држава. Не, тоа е многу просто гледање на тоа историјата. Тоа го тврди и Стефан Дечев, бугарски историчар, кој што е така поблагопријатно настроен кон македонското прашање, кон македонската држава, и тој вели и да не беше Тито ќе имаше македонска држава. Апсолутно. Од они тврдат дека ова титовистичка творба и така натаму. Дека критичната маса почнала да се создава за македонска држава нација. Ама не, ако немало критична... Почетоците на вториот, на 20-тиот Јосип Брос Тито бил политички генија. Тоа можеме да го забележиме од многу аспекти. Тоа ќе ви го кажат и американци, и британци, и италијани, и руси, сите, дека тој перфектно знаел, нели, да ги воспостави тие политички односи. Единствено што пушел во имал соба, огромен политички сенс. Доколку Тито не чувствувал и не знаел дека е нужно да се создаде македонска држава, Тито немало да помогне во тоа. Значи, не ја направил таа вештачки, затоа што видел, слушај, да немаме ние проблеми, најдобро да им дадеме да имат своја држава. 45 години вчера од смртта на Јосип Брос Тито, членови на Сојузот на борците од Битола го испочитуваа маршалот Тито. Тоа можеме да го кажеме, инаку Тито ваеше за медиумска икона. Па не, види, јас сум слушал говори, не е нешто многу елоквентен, така е малце интересен нараф има, но во секој случај многу стабилен политичар. Тоа некој друг го нарекува уметност на лажење. Да, огромен стратег. Он е лаго најбоље. Знаеш, Вук Драшковиќ знаеш кој е, не? Апсолутно го знам лично. Беше политичар, порано беше министер за надворешни работи. Познат по изјавата во Ранвује, my friends, stop mixing frogs and grandmothers. Он е инаку новинар порано, писател, нели, Нож, молитва, судија, сега за Александар Караџорџиевич има книга пред година дена, интересна, да земеш да ја прочиташ. Драшковиќ беше и дописник од некоја афричка држава на Тањук, во Тањук работеше. Он вака вели, за да направиме некоја паралела со други ситуации за да добиеш појасна слика за тоа што беше и каква беше Југославија. Вели, околу слободата на медиумите, која што, нели, на 3 мај ја празнувавме ние во Македонија, порано правевме протести како новинари, сега ништо, сите по викенди, ни синдикат новинарски, ни за нама, ни ман. Да се замараме сега да протестираме. Репортери без граници не види дека... Кој шо сага збори, оди види ги по подкасти, не шо брат, сега уште ќе ми протестирате за слобода. Дека 6 места сме паднале надолу. Сам вели ВМРО ДПМ не дојде, паѓа одма медиумската слобода. Не е битно. Друга е поента. Вели во време на Југославија, на СФРЈ, Драшковиќ, кога јас бев новинар во Тањук смееше за се да се пишува. Немаше никакви ограничувања, немаше цензура, освен за 3 теми. Прво, не смее премногу да се чепка Јосип Брос Тито и неговиот орел. Коректно. Второ, братството и единството не смееше да се чепка, затоа што тоа беше, се покажа после тоа кога се распадна Југославија, иницијална каписла, тоа беше бурето, барутот, која што се распаѓа таа држава. Значи, братството и единство, и третото вика JNA, Југославенската народна армија. Не смееше никој да го доведе во прашање незиното работење,
незиното постоење, незината бројност, финансирање и незината способност воена, која што постојано се пропагираше по сите медиуми, дека е, можеби, во Европа втора после британската Значи, армија. Столе, еве, го спомнавме претходно Гоце Делчев, сега зборуваме за Тито. Паралела да направиме со Македонија. Многу е... Што е различно денеска? Не сме многу да се зборува за лидерот на партијата која што е на власт. Кој не сме да зборува, оди види на YouTube што зборат све за него. Не сме да се... YouTube веќе е друга шема. Што е друга? Што? Исто. Поише гледаност има YouTube, што има телевизиите. Традиционалните медиуми, Сител, Канал 5, не сме многу да се чепка. Како не сме? Премиерот. Не е точно. Не сме меѓуетничките односи да се чепкаат. Што, така ли? Што е проблематично, исто како братството. Сега гледам кој е директор за Еразмус. И Арама многу малку се пишува. Знаеш ли како сите истражувања и Македонската православна црква исто така премногу не се чепка. Значи, тие две институции, Македонска православна црква и армијата, во сите истражувања имаат највисок праг на доверба кај населението. Ако направиме паралела со Србија, еве, ако не е соодветна таа паралела за Македонија, оваа паралела ептен важи за Србија. Него чепка и Вучик. Кој бе него? Српската војска не ја чепка и Српската православна црква не ја чепка. Вучичу Еру цел стадион вика, замисли тоа да Тито да го викале цел стадион, Тито Еру, па ги утепале сите, ти нормален ли што збориш? Ние сме денес и ние и Србија колевка на демократијата во однос на тоа време и сега да се разбереме, не зафркавајте, никој не го изела помрачина. Второ, ти ми збориш за телевизиите. Ти видиш што се збори по подкасти у Македонија за премиерот Микошки и по телевизии тоа се збори. Значи, ќе ги регулираат, не знаеш дека има веќе правилници за подкасти и за инфлуенсери кои што имаат над 10.000 сабскрајбери. Друже, значи суштината што е? Не зафркавајте. Ние денес живееме во демократија, тогаш не сме живееле во демократија. И очигледни се разликите. Тоа е прво. Второ, во однос на Тито, го спомнавме Гоце Делчев. Благодарение на неговите залагања и залагањата на комунистичката партија, кошките на Гоце Делчев од Софија се донесени од Скопје. Така ли е тоа? Да. Кој прв се сликал со гробот на Гоце, сега сите тука? Времето на Георги Димитров. Тоа е Тито. Суштината е дека тоа е позитивен за нас како нација, но има во однос на демократските капацитети многу негативна улога и тој и неговата политичка партија. И ние треба објективно да ги гледаме и позитивните и негативните страни. Позитивна страна е дека благодарение на комунистичката партија и нејзиното владење со Македонија оваа држава се има индустриализирано. Ние претходно сме не имале минимална индустриализација. Се направиле патишта, се направила инфраструктура, се направиле градови и така натаму. 10 милиарди евра или долари се вложиле, тоа според покоја Стојан Андов го има кажано кај мене во емисија, се вложиле после земјотресот во Скопје. Вели, после Втората светска војна Македонија беше толку застаната држава, немаше вади за наводнување. И некој да збори дека ние сме биле во Не. Развојната во подредена улога во Југославија, вика само Македонија и Словенија во тие 40-45 години има постојан економски раст. Зошто? Словенија стварно била развиена, а Македонија била тотално неразвиена и се развивала. И секој потек, секој чекор значел... Значи, тука нема збор и нема дилема за предонесот на комунистите, но во делот на демократијата, во делот на слободата, во делот на изразувањето, тука тоа е еден мрачен период, еден период со политички затвореници, период со политички убиства, период со многу репресија. Некој ќе рече така требало, јас не мислам така, но во секој случај не може, ништо не е црно и ништо не е бело, секојаш има перспективи од кои што може да се гледа. Ајде завршиме со некои критики. Ова многу навистина ме погодува. Се плашам, верувам дека нема да биде така, ама се плашам дека и сообраќајницата Фросина, кај што заѓа на Партизанска и ова трагедија во Кочани нема да ни го дотера паметот. Зошто го зборувам ова? Системски промени имали. После сообраќајницата, дали се смени некој закон, дали се смени некои правилници, дали на Партизанска се поставија пешачки премини како оние, како се велат, полицајци, за да
овие лежечки полицајци, значи да ги подигнат тие платформи за да мора да застане секој што вози пред пешачките премини по Партизанска. Дали се започна нека иницијатива за градење на подземни премини за да се заштитат пешаците? Ништо од тоа не е направено. Затоа велам, не треба да го криеме царот кој што ни е гол. Ниту еден парцел, ниту една цвеќе или смоквен лист не може тоа да го покри. Треба да се зафатиме ресетирање и, како се вика тоа, форматирање ново да правиме. Еве имам една јавна забелешка во Скопје околу Safe City. Почна ли да работи тоа? Според мене, па нели година дена требало да стави у функција, требало законски измени да се направат. Добро, дај поминете ги по најбрза можна постапка. Знаеш, требало технички да се обучат, добро обучете, платете од странство, донесете што сакате правите. Значи, Safe City мора да почне да функционира вчера. Сега една огромна критика, сега ќе дам про Safe City, да бидеме искрени, е набавен од уште времето на Никола Груевски е почнато со тоа. Пошто после Спасовски Оливер Спасовски не функционираше тој систем. Оливер Спасовски го исклучи за да нема казни, народот да не се бунел. Па го надгради со нови 5-6 милиони колку евра. Значи, добро, и системот стои така, столе. Политичарите имаат во Македонија една, не знам дали имаш приметено дека се идат локални избори, надам дека ќе се смени тоа. Дека кај нас пред избори не пишуваат казни. Си приметил тоа? Пред избори за народот они да не го нервирале. Јас сум плакал казни пред избори и сум се обидел да фатам врски и изгледа новинарите, за новинарите не важи тоа правило. За нас не да се дисциплинираат пред избори. Ние сме сосем различно, да. Значи суштината е дека луѓе, тоа мора брзо да функционира, затоа што не може повеќе вака да функционираат работите. Ова е лудило што се случува. Секој излегува од кај сака. Сите возат на портокалово светло. Ја ти гарантирам дека утре да го уклучат Safe City да функционира онака како што треба да функционира, дека дневно Македонија ќе заработува до 2 до 3 милиони евра само у Скопје од казни. Да, ви гарантирам. Значи денес овој стил на возење, ти кога ќе видиш дека некој претицува од десна лента, а те притицуе тебе у лева лента, прави овакво скаламуци или пак од лева иде на десно и те поминува тебе, тоа е 400 евра казна. Во Скопје мене не мисли, и пази, јас стално местам и темпомат, и ќе наместам например на Партизанска 50, колку што е максимум дозволено. Идам у најдесната лента. У најлевата лента, се извинувам. Мене константно од десно ме престигнуваат, константно. Пази, и сега рачуна, ако има Safe City, еден ме притисува 400 евро, уште еден 400 евро, уште еден 400. Као агент провокатор, ја дневно можам да и носам на државата по стотици илјади евра, само ја да возам. Знаеш како функционира во Холандија? Не е битно еднаш или два пати. Значи автопатот е 100 км. Секое ти вадат просек. Секое пречекорување влегува во тој просек. И на крајот може да ти се кумулираат казни за секое зголемување на брзината на автопатот додека си возел. Значи си возел најчесто 50-60, ама многу пати си ја качил брзината на 100, што не е дозволено, например 120. Секое покачување ти се бележи и како нова казна ти стигнува. Да. Значи кумулиран пристап. Не треба да се плашат од протести, и тогаш не требаше се прават протести, некоја вентилација, некој тоа го покажуваат и мајките, татковците, роднините, родителите на загинатите, на страданите во дискотеката Пулс, и не треба да се плашат од кој е следен го снема. Меѓутоа имаше извонредни идеи. Во оваа насока ќе го кажам тоа што они го бара, да се објават сите документи, сите извешти и записници на инспекторите. Зошто тоа не го направиме? Се да биде транспарентно. Прво ќе се види дали биле на лице место во некој ресторан, во некоја дискотека, што напишале. Значи таа транспарентност мора да се случи. Не треба да се плашиме од такви потези. Тие млади луѓе, без разлика што тоа личи на тоа што го бара студентите во Белград, ако е нешто добро треба да се преземе, ако е нешто добро треба да се имплементира. И уште една работа. Ја не дам, немаш да протестирате. Уште една работа. Возете нормално, не протестирате. Што ме разочарува? Нема поголем протест од тоа да бидеш поштен во оваа држава. Што ме разочара? Ја прочитав веста дека со нож ја убил партнерката, сопругата
пред добро, 5 годишна такви психопати има сегде у свет. Поентата е што тоа лице било неколку пати пријавувано во полицијата од партнерката или сопругата. Што преземала полицијата? Тоа Пак да не се повторува. Значи, дека се објават сите тие пријави и постапувањата на полицијата. И на другите социјални служби, како се вика, шелтер служби што не ја заштитиле таа. Така е, во право си. Во право си. Мораме некои полки. Мора да се извлекуваат полки. Не знаеме, паметен човек на туги грешки учи. Ние и од нашите грешки не толку сме. Столет, ти благодарам, тука негде ја завршуваме емисијата. Денес, после оваа емисија, морам да те частам во име на старата југословенска традиција. Вие научени сте од Југославија да јадете чија семе уште од тоа време, нели? Чија пудинг со путер од кикирики, со прелив од кокос. Знаеш што е проблемот со нас новинарите? Што никош за себе или многу малку зборуваме, а може би тоа ни одбрамна механизам, ако погледнеме во себе, поготово од економски, од социјален аспект, може да се разочараме. На 3 мај една анализа ќе прочитам само 69%, значи околу 70% од новинарите во оваа држава земаат плата под просечните 42-3. Ти благодарам многу, ниту еден од нив не работи во Радио Лидер.